Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Денеска сме петок, 11 ноември 2022 година. Последен ден во оваа работна седмица, пред нас е викенд. Утрово во Кавадарци 8 на тивко време, некаде плюс 8 степени. Така е, како што гледам, скоро и во целата наша земја. Според денешната прогноза, ќе имаме променливо облачно, предпладне по котлините ќе има појава на магла или ниска облачност. Ќе дува умерен, а вдолж поврдарието повремено засилен ветер, дури над 60 км на час. Ветер од северен правец. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Значи, утре се очекуваат врнежи во Македонија, а во Скопје променливо денеска ќе биде и облачно, предпладне во делови од котлината со појава на слаба магла. Ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер, а кон крајот на денот и во текот на ноќта со повремени врнежи од дожд. Така да, почитувани гледачи, очекувајте дожд во текот на ноќта кон сабота. Што се однесува до денешните температури, на крајниот запад во нашата земја ќе имаме температури од плюс 2 до 10 степени, во Охридскиот регион променливо облачно од 4 до 14, во Пелагонија од 1 до 14 степени, во Теквишијата од 4 до 16, моментално е плюс 8, во Гевгилискиот регион ќе биде најтопло, од 8 до 18, нешто слично ќе биде и во Струмичкиот регион, Потоберово од минус 2 до 13, во Команово од 4 до 12 степени, променливо облачно со дожд, и во Скопје ќе биде, како што рековме, променливо облачно од 4 до 14 степени. Тоа е прогнозата за денес. Веќе утре не очекува, како што спомнав, врнежи од дожд, посебно во западните делови. Температурата ќе биде во опаѓање, така да ќе имаме од 2 до 16, значи во крајните западни делови од 2 до 10 и во крајниот југ од 9 до 16 степени. Нешто слично ќе биде и во останатите делови со пониски температури, значи облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, а на планините повремен снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, значи се очекува и првите снежни врнежи, секако тоа ќе биде на високите планини, но како е да е, полека навлегуваме во или ја трошиме половината од овој месец ноември. Што се однесува до температурата во следните 3 дена, ќе имаме, значи, ниски утрински температури од минус 1 до минус 7, тоа ќе биде за 13 и за 14 ноември од минус 2 до 6, а на 15 ноември од минус 2 до 7. Тоа се утринските, а дневните ќе бидат нешто малку поблаги во покачување од 10 до 17 степени, се зависи во кој дел од Македонија. Значи ќе имаме во следните денови променливо време со врнежи од дожд, особено предпладне, а попладне ќе имаме разведрување и сепак ќе се покаже сонцето. Што се однесува до информациите за Автомотосојузот на Македонија, тие
Јавува дека собракиот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на собракиот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Еве тоа ќе го провериме сега. Ќе одиме на нашите гранични премини. Одиме најпрви на север, граничен премин Табановце, нема воопшто гужва на граничниот премин за влез и за излез од нашата земја, така да вие кои ќе патувате према Србија, собракиот непречено се одвива. Според камерата што е поставена и на граничниот премин Богородица, нема никакви задржувања. Тука гледам дека и сончево, значи сонце се појавува на граничниот премин Богородица, за влез и за излез нема никакви задржувања. Одиме на граничниот премин Блаце кон Косово, исто така улицата е празна, односно улиците се празни, нема никакви автомобили. Сонце има и на Меджитлија, значи на граничниот премин Битола кон Лерин, исто така собракиот се одвива непречено. И на Кјафасан исто сонце, значи тоа сонце ќе се пробие и на овие наши простори, иако кај нас е сега Кавадрец моментално облачно, но се очекува во текот на денот да биде и овде сончево, така да и на граничниот премин Кјафасан нема никакви забрани, односно возила. Еве, почитувани гледачи, уште еднаш ќе го повторам и бројот 112, запишете си го, тој број многу е важен, можеби нема никош да го искористите, но кога ќе ви имате потреба од пожарна, од брза помош, од полиција, доволно е овој број да го свртите и да ги добиете бараните услуги. Значи, овој број ги обединува сите 3-4 броеви, како што се пожарната, брза помош или полиција, така да ако свртете на овој број, веднаш ќе бидете поврзани и ќе ви се пружи услуга 112. Еве, тоа беа почетните информации за ова утринска програма. Добро утро на Радио Гласна надежда. Поздрав уште еднаш до сите вас, почитувани гледачи кои се вклучивте во нашата денешна утринска програма. Одиме сега со песна.
Evo nepovtorno uživo. Poštovani gledalci, sledite utrинската програма на радио Гласна надежда. Добро утро. Пред да поминеме на следнава рубрика, сакам да ја спомнам и програмата, односно редоследот на нашите активности, што ќе ги имаме сега во утринска програма. Следува читање од Библијата, како што и сами знаете, вие кои не следите, читаме делови од псалмите Давидови. Потоа ќе имаме вести од светот, имаме интересни вести од утро. Ќе имаме разговор во студиото, така да бидете до крај со нашата емисија, да ги последите останатите рубрики. Потоа ќе имаме кратка тема, реклама за нашата дописна електронска библиска школа, а помеѓу секој рубрик имаме одбрани убави христијански песни, така да бидете со нас до крајот на ова наша денешна утринска програма. Денеска би прочитал зборови од Псалмот број 19. Божјата слава во неговите творби. Небесата ја искажуваат Божјата слава. Небото ги објавува неговите дела. Ден на денот му ги раскажува, ноќ на ноќта и ги пренесува. Не се збор и не се говор, ниту со глас што може да се чуе, па сепак ни сета земја звукот им се ори, до крајот на светот зборот им се гласи. Во нив на сонцето шатор му распнаа, и тој излегува како младоженец од одаја, се радува како победник што трча кон целта. Од крајот на небесата тој излегува, патеката повторно со крајот му се спојува. Од неговата топлина ништо се сокрива. Совршен е законот Господов, душата ја подкрепува. Веродостојни се уредбите Господови, неуките ги вмудруваат. Праведни се повелбите Господови, срцето го веселат. Блескави се заповедите Господови, очите ги просветлуваат. Чиста е почита кон Господа, до вечноста продолжува. Уверливи се одлуките Господови и без исклучок справедливи. Повредни се од злато, од чисто злато што блешти, поблаги се од мед што се цеди. Од нив слугата твој се поучува, вистинска награда е тие да се држат. Но кој може да ги согледа своите грешки, прости ми ги тајните престапи. Чувај го слугата свој од гордоста, не допуштај да завладее со мене. Тогаш ќе бидам непорочен и невин за големиот грев. Нека ти се мили зборовите мои, Господе, и мислите на моето срце пред Твоето лице, Спасителе мој и мој Искупителе. И тоа беше 19-тиот псалом, што управо го прочитавме, почитувани гледачи. Овде Давид искажува Божјата слава и неговите творби. И навистина овој псалом е прекрасен. Или небесата искажуваат Божјата слава, небото ги објавува неговите дела. Се што постои во природата, во вселената е дело или производ на рацете Господови. Тоа Господ го создал за наше добро. Адам и Ева биле сместени во Едемската градина, каде што било прекрасно место за живење. И Бог имал намера тој дел на градината, кој се наоѓал на Близкиот Исток, во плодната Месопотамија, да го прошири рајот на целата наша планета. Значи, кога Бог ја создал земјата, била убава, била прекрасна, но рајот бил посебен, сместен тамо на исток. И Бог имал намера како се човештвото множи, кога Бог му рекол на Адам и Ева, раѓете се и множите се и наполнете ја земјата, така да се шири и рајот Господов или Едемската градина на целата планета. Меѓутоа, знаеме дека тој Божји план бил пореметен, кога сатаната се побунил горе на небото и успел преку Адам и Ева да стане господар на ова наша планета. И Бог едноставно, после известно време, кога Адам и Ева погрешиле, го повлекол рајот горе на небото, таа Едемска градина. Така да, потоа Бог им вели, со пот на лицето своје и со мака ќе
na Eva, всекако тоа го рекол, ќе ги раѓаш своите деца, а на Адам со пот на челото свое ќе заработуваш леп. Земјата ќе обработуваш, трње и коров ќе те раѓаат, а ти ќе јадеш зеле полско. Очигледно, тој план е пореметен, но сепак и на ова земја и денеска има убавина, како што овде читаме, значи во Библијата, во псалмите Давидови. Давид се восхитува, гледајќи го небото, тие прекрасни звезди на небото, таа прекрасна боја. Вели, денот на денот му ги раскажува, ноќ на ноќта и ги пренесува. Не со збор и не со говор, вели Давид, не со глас што може да се чуе, па сепак ни сета земја, звукот им се ори, до крајот на светот зборот им се гласи. Значи, се што постои во Вселената и нова наша земја, покажува за големиот Бог, дека не е тоа случајност, дека не се создало небото само од себе или небесните звезди, планети кои ги има безброј, нито ова што го имаме ние денеска на ова земја не се случило само од себе, како што они кои веруваат во еволуција, тоа го тврде дека само од себе настанал животот и човекот, знаеме од тие амеби, водоземци, гмизавци, дошол до таа состојба да стане мајмун и од мајмун човекот се претворил во од мајмун се станал човек. Меѓутоа, Бог точно кажува во прва книга Мојсеева, во првата глава, дека Бог го создал човекот од правот земја. Ете, тоа беше Псалмот број 19. Читајте Библијата, почитувани гледачи, и восхитувајте се на овие големи Божи писатели кои учествувале во пишување на Библијата околу 40, и тоа денеска ние го имаме, да читаме, да духовно растеме и да го славиме нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Продолжуваме повторно со песна. Zemlja sva neka
Продолжуваме со нашата програма, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ја следите утринската програма Добро утро на Радио Глас на надежта. Следува рубриката Вести од светот или од Македонија. Овутро имаме интересни вести кои ни доаѓаат од Тувалу. Може би за поголемиот број на наши гледачи тоа место е непознато и јас до денеска не го знаев тоа место дека постои. Еве, ќе ви пренесам неколку информации врска со тоа место, потоа ќе ја проследиме и информацијата, односно вестите. Тувалу, тоа е полинезиска островска држава во Тихиот океан, на полпат помеѓу Хаваите и Австралија, јужно од екваторот во близина на Кирибати. Се состои од 9 корални атоли, од кои 8 се населени, од каде доаѓа името на земјата, која на тувалски јазик значи 8 стојат заедно. Со исклучок на Ватикан, тоа го има најмалиот број на жители помеѓу независните нации. Тувалу порано беше познат како Елисови острови. Навистина, кога ќе земете картата на светот и ако напишете на Google Тувалу, ќе ве однесат тие информации токму и ќе видите каде се наоѓа тоа прекрасно место. Значи, денесните вести ни доаѓаат од Тувалу. Ги раскажува човекот по име Бери. Една тетка, верничка на адвентистичката црква, го носела Бери во црква секоја сабота на мал остров во средината на Јужниот Пацифик. Меѓутоа, во недела, неговите родители го носеле на Јужниот Пацифик. Значи, го носели во друга црква. Така Бери пораснал во оваа островска држава која се состои од 9 помали острови со 11.000 жители меѓу Австралија и Хаваите или Соединетите Американски држави. Во Тувалу постои обичај децата да ги одгледува најмладата сестра на нивната мајка. Така Бери пораснал со тетка Пена. Па да видиме што се случува со ова момче, кој навистина ќе го запознае Господа Исуса Христа и ќе биде следбеник на Исуса. Пена, значи тетката на Бери, многу го сакала, третирајќи го како свој син. Секоја сабота го носела во адвентистичка црква Ниутао, единствената адвентистичка црква на нивниот остров Ниутао. Гледате каде има се адвентисти во целиот свет, скоро во сите острови. Еве и на овој остров кој се наоѓа, значи по името Тувалу. И тука имало адвентистичка група на луѓе кои го следат Исуса Христа и тетката на Бери го носела секоја сабота малиот Бери во црква. Мајката на Бери немаше против низиниот син да оди во адвентистичка црква. Како и низината сестра, и таа била крстена во адвентистичка црква, но низиниот сопруг припагел на друга христијанска деноминација. Така тие го носеле Бери во црква во сабота и во недела. Кога дошол во своите тинеџерски години, решил да се запише во поморско училиште, да стане морнар. Бидејќи Тувалу е обкружен од сите страни со океан, многу островјани работат на работни места поврзани со океанот. Откако го завршил училиштето, Бери се вработил како морнар, помагајќи му на своето семејство, испраќајќи им дел од својата заработка. Откако се оженил, продолжил да работи како морнар, испраќајќи им пари на сопругата и на децата. Бидејќи бил воспитан да присуствува во 2 различни цркви, Бери не бил сигурен во што да верува. Значи, одел и во сабота, и во недела во цркви. Сега кога дошол до тие години да одлучи, едноставно бил збунет каде да замине, во која црква да се приклучи целосно. Бидејќи бил воспитуван да присуствува, значи како што спомнавме, во 2 различни цркви, Бери сега не бил свесен, односно не бил сигурен во што да верува. Неговата сопруга Тауфуа припагела на истата црква како и неговиот татко. Животот и работата како морнар го одвоиле од одењето во 2 цркви и полека западнал во хаос. Почнал да конзумира алкохол и тутун, значи почнал да пуши. Во видно алкохолизирана состојба имал 3 несреќи на мотор додека бил на одмор дома. Секој пат го носеле во
единствената болница во оваа земја облеан во крв и без свест. Дури, односно Бери не поминувал многу време со супругата и нивните 4 деца. Неговата сопруга работела во државна служба, дома семејството ретко се собирало, занемарувајќи да поминува време заедно со нив и да се моли. Меѓутоа, ненадејна болест го потресло ова семејство. Најстарата керка, Лиена, се разболела од заушки. Таа морала итно да биде пренесена во болница во Фиджи на итно лекување. Бери и Тафуа ја придружувале својата керка до Фиджи, островска држава, на 2,5 часа лет со авион од Тувалу. Во болницата Бери почнал сериозно да размислува за Бога за прв пат во својот живот. Се сетил како тетка му го носела во адвентистичката црква како момче и почнал да се моли на Бога. Лиена наскоро закрепнала. Враќајќи се во Тувалу, решил да ја напушти работата како морнар, да се одвои од штетното влијание на лошите навики и да започне нов живот со Бога. Почнал да ја проучува Библијата со сопругата и керката Лиена во адвентистичката црква секоја сабота. Редовно одејќи во црква и проучувајќи Библијата, почнал да се интересира за мисионските активности. Во текот на 2021 година, неговата сопруга, најстарата керка, тоа му го предала својот живот на Исуса и биле крстени со потопување на вода. Значи, во текот на 2021 година, неговата сопруга и најстарата керка, а и тој секако го предале својот живот на Исуса по пат на библиско крштевање на возрастни луѓе. Денес нивниот дом е исполнет со радост. Тауфуа и Бери пронашле радост во молитвата, во заедницата со Бога и во мисионските активности организирани од црквата. Еве прекрасно искуство на овој млад човек кој растел со тетка му, одејќи во црква, меѓутоа западнал и во лошо друштво, како што видовме, се одел на пиење, на пушење, меѓутоа, благодарејќи на керката која се разболела и однеле во болница, имал време таму да размислува, се вратил повторно кај Господа, така да тој, неговата сопруга и најстарата керка стореле завет со Господа. Тие денеска се среќни, радосни, што може да му служат на Господа. Еве тоа беа информациите, почитувани гледачи, односно ова интересно искуство на Бери од Тувало. Островска земја, одете на Google и пронајдете го, навистина луѓе живеат насекаде во светот. Посебно овие нови острови, овде, како што рековме, корални атоли, кои од 8 мали островчиња се населени, сите не се, но некои се населени, тука луѓето живеат. Гледайте, тука продира радостната вест за Господа. Така да и денеска и ние да бидеме носители на таа радостна вест, да подариме некоја книга на некого, да му кажеме некој добар збор, да му пратиме некоја порака охрабрување. Ако имате Facebook, споделете нешто убаво, некоја порака која читателите ќе ги охрабрат и ќе ги заселат во нивната вера. Одеме сега повторно со песна.
Почитани гледачи, утро во нашето студио имаме гостин, тоа е пастор Дехран Хајдар од црквата Шоторизери од Скопје. Денеска тој е со нас и сакам да го поздравам. Добро утро, Дехране. Добро утро и на вас. Добре дојде во нашето студио во програмата на радио Глас на надежта. Добро утро секој утро. Добро ве најдов и задоволство ми е да бидам заедно со вас утро. Така. Те поканив да гостуваш во нашата емисија по повод изградбата на новиот молитвен дом во Куманово. Па, еве, кажи ни за нашите гледачи, зошто имаше потреба да се изгради нова црковна зграда во Куманово, бидејќи Куманово е втори или трет град по големина во Македонија. Така е. Благодарам за поканата и за прашањето што ми го поставивте. Да, Куманово е еден од поголемите градови после Скопје, тука некаде со Битола, нели така, голем град, и секако таков град Бог има свој народ, има своји верници и секако има потреба од молитвен дом. Ние имавме тука молитвен дом, меѓутоа беше навистина во една многу лоша градежна состојба, да кажам така. Имаше доста влага, беше руиниран доста, така да со сите наши размислувања сметавме дека еден таков град кој што е втор, трет во Македонија по големина има потреба да има еден солиден, модерен молитвен дом кој што ќе ги задоволува потребите на постоечките верници. Така, додека не зборуваме, ќе пуштаме слики во режија, така да гледачите ќе имат да можат да го видат. Колку време траеше изградбата? Бидејќи денеска тешко се добива дозвола во Македонија кога во прашање е црковна зграда. Така е. Да, тоа зеде малце време од повеќе причини. Некаде околу 3 до 4 години се протегаше временски. Целата постапка, значи и добивање на дозвола, и градењето, фати малце периодот корона пандемијата. Така да бевме малце, значи, и во очекување да добиеме финански средства за да можеме едноставно тоа да го реализираме, така да се протегна 3-4 години за да може да го добиеме денеска во ова состојба како што е. Така, ги спомна финансиите, секогаш е проблем. Така. Како дојдовте до средства? Сигурно и самите верници локални донирале доброволни средства, меѓутоа таа зграда сепак чини. Секако чини таа зграда. Без финансии не може да се гради. Благодарение на дарежливоста на верниците и локалните и верниците во нашата Македонија и надвор од Македонија, Господ ни помогна да собереме доволно средства за да можеме да го изградиме, значи, молитвениот дом, што јас ова прилика сакам јавно да им заблагодарам на сите од првиот до последниот и на оние што се во страна и на оние што живеат тука во Македонија за сите своји средства што вложиле, без разлика колку, меѓутоа желбата да се помогне, спремно да се помогне, нам тоа многу ни значи и благодарение на сето тоа ние успеавме да го градиме молитвениот дом. Добро, веќе зградата е готова, пуштена е во промет, што би се рекло. Што добија верниците со изградбата на новата зграда, освен таа црковна просторија? Така е. Значи, тој локалитет е готов производ, кој што навистина, како што кажуваат комшиите, ја разубавија околината тука во Куманово. Објектот е на 3 нивоа. Значи имам еден доле подрумски дел, каде што се сутерен се кажа, нели така, да, каде што имаме една кујна и каде што имаме библиотека, модерна, убава, фина библиотека, имаме кујна и една просторија многу топла, многу фина, каде што може да седат можеби едно 80 на луѓе. Понатаму во горниот дел имаме, значи, еден стан за живење, поголемиот дел, а од втората страна се наоѓа тоалетите, значи, а во горниот дел скроз горе имаме молитвениот дом, големата сала, молитвениот дом кој што брои 100 места може да се обере, а во пред да се влезе во самиот ходник имаме пулт со литература, имаме место каде што може да се изложат своите облеки, така да една многу фино објект добивме со сите потребни простории кои што верувам се на благослов на локалните верници. Така. Јас имав прилика да присуствувам, тоа беше на 2 јули. 2 јули ова година. Така беше топло, но беше пријатно внатре, бидејќи нова зграда,
Така да, кажи ни на кој улица се наоѓа црквата? Значи, црквата се наоѓа на улица Панче Пешев број 6, во близина на градската автобуска станица, не е многу далеку, а на една улица е и центарот на Така, Куманово. така, лесно се наоѓа. Лесно се наоѓа. И така, можете сите наши гледачи и верници кои сака да ја посетат. Така. Кажи ни кои беа службените лица? Така е, ние Освен верниците од Македонија. Така е, така е. За нас е голема радост кога има посветуване нов молитвен дом, што минатото направивме неколку такви посветувања на целата мисија. Посветувањето беше на 2 јули, тоа го објавивме, нели така? Службени гости имавме од нашата унија, председателот на нашата унија, Југоисточна Европска унија, значи братот пастор Драган Груичик, но исто така беше и председателот на Јадранската унија, значи Драго Мојзиш. Така да имавме два председатели кои што ги опфаќаат поранешните југословенски републики. Тоа беше една символика и убаво е во Куманово состанати и ти има свој дел во самата програма, учествува во самиот чин на посветување. Тука беа моите колеги, пастори, кои што исто така секој од тас имаше дел во нешто. Тука беа верниците од цела Македонија. Програмата изобилуваше со музички точки, се даден историјат за развојот на делото во Куманово, имаше и порака од Божјата реч, така да беше навистина многу благословена. Сега едно прашање надвор од ова, бидејќи ти си секретар на Так. Адвентистичка црква во Македонија, твоето присуство ќе го искористам, иако за тоа не се договоривме. Добро. Кажи ни кои се плановите за следните изградби на цркви во Македонија? Така е. Сакам да кажам само малце за предходните, кратко, так. па да одим и на следните. Сакам од срце да му благодарам на Господа што во минатите години ја благословил и нашата Македонија со изградба на нови молитвени домови, реновирање на постоечките и купување на одредени места за да се изградат следни молитвени домови. Така да изграден е молитвениот дом во Штип, молитвениот дом во Кочани е изграден, значи нови молитвени домови, молитвениот дом во Охрид е изграден, или така, молитвениот дом во Куманово е изграден, а реновирани се, значи, молитвениот дом во Скопје, значи во Вера, молитвениот дом во Лаки, на место исто така, значи, во Источна Македонија, потоа молитвениот дом во Прилеп, исто така е реновиран, реновирани се и други... Колешино. Да, Колешино, секако молитвениот дом. Така да не имаме агенда да ги реновираме, имаме три цели, значи, или да ги реновираме постоичките молитвени домови, или да изградиме нови, или пак оние што се дотраени и невозможно е онака, значи да функционираат, да се рушат старите објекти и да се изградат. Прашањето беше следни кои ни се во најава. Планираме Струмица, да изградиме нов молитвен дом, еве да се молиме, да најдеме и соодветна локација, да изградиме нов, убав молитвен дом во тој дел од нашата Македонија. Понатаму, еве сега сме во, исто така размислуваме и за Велес, кој што има и текако, значи, потреба да се изгради молитвен дом, како и Битола и главната наша црква во Скопје. Она што сега како така. Меѓутоа, ако се отворат простор во нови места, да имаме доволен број на верници и пријатели, верувам дека Господ ќе ни помогне и таму да се отворат. Така, како се шири делот и потребите, ќе се шират и плановите. Така е. Добро, дека ти благодарам за овие одговори за учество во нашата утринска програма на радио Глас на надежда. Ти посакувам успешна и благословена работа и да имаш нови успеси во изградба на нови молитвени домови, бидејќи ти си дел од таа структура која планира и ете, ние сме благодарни на Господа што имаме нови молитвени домови во нашата мисија. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Neka te vjera vodi u onaj bolji svijet, tamo gdje nema smrti, gdje vječno cvjeta cvijet. Čeka život
Послова убава песна еве повторно во студио. Во живо ја следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Сакам да ве поздравам сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Поздрав секако до гледачите од Македонија. Ги имаме подоста, потоа од европските земји, значи во бивша Југославија, односно државите како што се Србија, Словенија имаме гледачи, Германија, Холандија, Италија, Украина, Австралија, Америка и од многу други земји кои ја следат или во живо или во снимен материјал, бидејќи ова емисија се снима и се закачува или се поставува емисијата на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Продолжуваме со кратка тема од Библијата секако. Темата носи наслов Истрајноста се исплатува. Често пати ние како луѓе сме неистрајни. Може би ќе поставиме некои цели и веднаш ќе најдат некои пречки, се разочаруваме и се стаписуваме. Меѓутоа, еве во ова размислување ќе видиме колку се исплаќа да бидеме истрајни секако во доброто, не во злото во нашиот живот. За време на кризата во 30-тите години еден невработен политички карикатурист, барајќи работа, му се обратил на еден познат лист. Брго го известили дека на листот на лицето на таа фирма, значи на таа установа, не им е потребен таков човек, бидејќи имале веќе вработен карикатурист. Меѓутоа, тој не дозволил негативниот одговор да го обесхрабри. Туку истиот го прифатил како предизвик, како потик да вложи поголеми творички напори. Седнал, нацртал карикатура и ја испратил на редакцијата на овој лист. Значи, не се откажал, иако добил негативен одговор на неговата молба за вработување, сепак тој решил да нацрта некоја карикатура и ја испратил до самата редакција. Секоја седмица цртал и на истата редакција и праќал по една нова карикатура. По 52 седмици, значи и 52 карикатури, од листот немало уште никаков одговор. 52 карикатури нацртал, постојно ги испраќал до истата редакција. Морал да призне дека неговата храброст почнала помалку да се намалува. Меѓутоа, сепак одбил да се предаде. Новата карикатура прикажувала висока зграда без прозорци и врати на првиот кат. Еден човек очајно трчал околу зградата викајќи: сигурно постои некој пат што води внатре. Овој пат редакцијата му испратила телеграма: дојдете, станавте член на нашата редакција. Ние се предадовме. Начелото на истрајноста е исто толку старо колку и самата мудрост. Во најголемата книга, што кога и да им е дадена на луѓето, најголемиот учител, секако тоа е Библијата, на сите времења е раскажал сличен расказ. Апостол Лука вака го пренел Исусовиот расказ. Во еден град имаше судија кој од Бога не се плашеше, ниту од луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него велејки: заштити ме од мојот противник. Но тој за долго време не икеше, не сакаше. Најпосле си рече во себе: иако од Бога не се бојам, од луѓето не се срамувам, но бидејќи ова вдовица не ми дава мир, ќе ја заштитам, за да не доаѓа веќе да не ми досадува. Лука 18 глава од 2 до 5 стих. Големиот учител ја употребил ова илустрација со желба да ги охрабри своите ученици, да истрајат во молитвата и никогаш да не ја напуштат борбата за возвишени цели. Секојдневниот живот бара известна истрајност, дури и од страна на оние што сака да поминат по полесни животни прашања, односно патишта, и брго да ја постигнат својата цел. Истрајноста представува важно начело што треба постојано да се негува. Зборувајќи им на бруцошите, ректорот на еден универзитет им упатил ваков совет: денеска не е лесно да се биде млад, но никогаш тоа и не било лесно. Опасно е да им се дават совети на младите, но ако би се осмелил сепак тоа да го сторам, мојот прв совет гласи вака:
Ajde da vidimo koji совет им го дал на студентите овој ректор. Имајте доверба во себе и бидете верни кон оно што е најдобро во вашата личност. Имајте на ум дека вашиот успех во животот зависи од самите вас. Другите може да ви помогнат, но вие сте најважниот фактор во својот живот. Сакам да ја нагласам ова важна вистина за здравата самоувереност и истрајност. Ова го истакнувам затоа што не верувам дека во секојдневните разговори многу се зборува за самоувереноста и за храброста на младите луѓе. Кога ќе се соочите со нешто што е ново и непознато, природно е да доживеете чувство на несигурност и независност. Тогаш веројатно се прашувате дали ќе можам да ги исполнам очекувањата и барањата што се поставуваат пред мене како пред возрасно лице. Во вас сакам да имам доверба во вас, кога ќе ги погледнам оние што успеале во животот, оние што постигнале највисоки положби и уживаат во успехот, забележувам дека повеќето од нив не остават впечаток на исклучително интелигентни или надарени луѓе. Младите често немаат добри заклучоци во овој поглед. Меѓутоа, вистината е поинаква. Овие успешни луѓе се обдарени со способност трудолюбиво и истрајно да работат врз остварувањето на задачите што си ги поставиле на самите себе. И да заклучиме во ова кратко размислување, почитувани гледачи. Еден старец кој му се обратил на нашиот клас во времето додека уште одев на училиште, раскажува еден човек, остави врз мене силен впечаток. Мошне живо ни ја раскажа басната за полжавот и зајакот. Ајде да видиме која басна им ја раскажал и како таа гласела. Со мимика успешно ја прикажа супериорната положба на зајакот, правејќи два долги скока напред и гледајќи го со презир полжавот што му предложил да се надпреваруваат. Може би вие сте слушнале таа сказна или басна, но еве сега ќе ја проследиме. Вешто имитирајќи го зајакот, ни ја покаже неговата гордост и самоувереност, што ја покажуваше кон својот ривал. Ни покажа како зајакот седел па дури испиел додека трката траела. Сега старецот беше во улога на полжавот. Се собираше, пото се истегнуваше и се исправаше, имитирајќи го бавниот од на полжавот. Потоа пак ни го прикажуваше зајакот кој се продзеваше од здодевност па дури испиеше. Пак стана полжав. Прикажуваше како постојано сантиметар по сантиметар напредуваше се додека на крајот неа премина цртата на целта и стана победник додека зајакот се уште спиеше. По толку изминато време, изведбата на овој старец се уште жива во мојата свест. Во текот на многу години во мојот живот ова полка сум ја видел на дело во животот како на младите, така и на постарите луѓе. Талентираните луѓе пропуштаат големи прилики затоа што не се трудат и не сакат да вложат потребен напор. Сепак биле мощне изненадени кога малку талентираните, но вредни луѓе ги надминале. Зошто? Затоа што биле истрајни. И нека ова порака, почитувани млади, а и вие постарите, за сите нас, да бидеме истрајни во нашите цели. Истрајноста се исплатува. Така да во сета таа истрајност Бог може да ни помогне, да не охрабри кога ќе не идеме на пречки, кога ќе идеме на проблеми и кога ќе помислиме дека треба да ги кренеме раци, дека не се исплаќа да одиме, да учиме, да работиме. Се исплаќа, секако во тие позитивни намери. Еве, почитувани гледачи, ова беше кратката порака, ќе продолжиме со размислување на истата тема и во наредната емисија. Одиме сега повторно со песни, полека ќе одиме кон крајот на ова денешна наша програма. Strach me obzeme,
Еве не повторно во студио, ја следите програмата во живо Добро утро, кој се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија, почитувани гледачи, пред да се одјавиме, односно да ја рекламирам и книгава, односно дописата Библиска школа, би сакал да кажам дека денеска е петок, крајот на ова работна седмица и ве поздравам сите вас кои бевте дел од нашата денешна емисија. Овутро сакам да ви ја споделам и да ви ја покажам книгата, да ви ја рекламирам секако книгата Темели на среќниот дом. Прекрасна книга која произлегла од рацете на Елена Вајт, писателка која напишала стотици и стотици книги. Еве само дел од содржината. Ако е втемелен на вистинските вредности, домот станува прекрасна оаза. Место секако на љубов и разбирање, трпеливо поучување и радосно учење, одмор и мир. Во него секој член наоѓа одмор и мир, наоѓа и се дава поддршка и разбирање, помош и соработка, утеха и охрабрување, несебичност и великодушност. Затоа од срце ви ја препорачувам, драги родители, вие кои сте помлади, имате дечиња, овде има многу совети. Слободно нарачете ја, цената е популарна, воопшто не е скапа за овие услови, односно како книга која има, еве сега ќе погледнам, преку 470 страници. Значи, капитално дело, но не може ова книга да ја најдете по книжарите во Македонија. Еве, единствено ние како книжара, односно како утринска емисија, соработуваме со книжарата Знаци на времето од Скопје и можеме да ви ја набавиме, да ја добиете по пошта или нашите соработници да ви ја врачат на ваша домашна адреса. Доколку имате потреба од совети и упатства како да ги воспитувате во еден духовен поглед вашите деца, ова книга ќе ви многу помогне. Исто така, вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме дописната библиска школа во електронска верзија bibliјата_зборова.mk. Сега ќе видиме рекламата, а потоа и ќе се вратиме повторно во студио да ја одјавиме ова наша денешна емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, дојдовме до крајот на ова наша денешна програма. Почнува гледачи, денеска имаме интересни бројки. Моментално во Каварци е 11 степени. Денеска сме 11 ноември, тој 11 месец во ова 2022 година. Вие кои сте од Кавадарци, излезете во град, денеска е пазарен ден, зелениот пазар е полн со намирници, така да ако имате потреба, прошетајте, ке имаме денеска и сонце, иако е моментално облачно, но како е да е, се уште се топли денови пред нас. На сите вас, почитувани гледачи, кај да сте во Македонија или во странство, имајте убав викенд, благословен, искористите ги овие се уште топли денови, иако утре се најавува дека ќе имаме дожд, но како е да е, пријатно е времето, така да бидете благословени и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник, во исто време, во 9 часот предпладне. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози.
програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.